Ви благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, сметам дека освен не се прифаќа овој амандман, заслужува барем мало образложение од ваша страна зошто не се прифаќа, имајќи го во предвид фактот што обструкциите кои што ги прави централната власт на локалната самоуправа се евидентни во изминативе 8-9 месеци веќе, со што се оневозможува лично од централната власт нормално функционирање на локалната власт. Дали власта своето влијание го пресликува тука и во парламентот, па и законот кој што го спомена во образложението за изменување закон за изменување и дополнување за законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, никако да го види светлото на денот, имено кога ќе се отвори седницата на која што се наоѓа овој закон и ќе дојде на ред законот да се гласа, се прекинува седницата од страна на председателот, со што уште еднаш се потврдува обструкцијата на власта кон локалната самоуправа. И сметам дека тоа е една голема грешка која што ја прави централната власт во овој период, заради тоа што ароганцијата на власта и тука иди до израз, мислејќи дека прави обструкции на локалната власт која што главно е сега после локалните избори предводена од кадри на ВМРО, ДПМН и опозицијата, меѓутоа никако да свати дека всушност обструкциите се прават директно на граѓаните кои што живеат во одделните општини. Зошто бараме да се префрлат 5%? Како што кажав, економската ситуација во државата е исклучително тешка, а нејзеја учествуваат многу и локалните самоуправи со зголемување на цената на електричната енергија. Знаете и вие дека сметките за струја се зголемија на општините, на локалните предпријатија, некаде за 5, некаде за 8 пати, така што буџетот кој што го има општините главно оди и во наредниот период ќе оди само за исплаќање на сметките за електрична енергија и тие се оневозможени да ги изведуваат проектите кои што ги ветиле пред граѓаните или еве да ја тргнам настрана програмата со која што настапиле на локалните избори, се оневозможени да ги имаат да ги изведуваат дури и тековните секојдневни активности. Кога го предлагавме овој амандман, сите како пратеничка група разговаравме во одделни општини за што би ги користеле средствата кои што би ни биле префрлени во општините, и јас сега ќе се задржам конкретно на општината од каде што јас доаѓам од Прилеп, за што би ги искористиле овие средства кои што, доколку колегите пратеници го прифатат овој амандман, би ги искористиле ние во општина Прилеп. Имено, почитувани колеги, од страна на народната локална власт во Прилеп започна со изградба на нова детска градинка во населбата Точила, која што е со капацитет од 250 деца, која што треба, потенцирам, треба да започне со работа од септември месец. Имено, претходната локална власт ја започнала изградбата на оваа градинка, меѓутоа многу интересно направила договор со изведувачот да се започне со исплаќање дури од 2022 година, така што веќе изградбата е при крај и ова локална власт започна со исплаќање. Се работи за сума од 133 милиони денари и годишната рата која што треба да се исплаќа на изведувачот е 44 милиони денари. Како што кажав, трошоците на општините веќе се многу големи и е отежнато исплаќањето на тековните или заостанатите трошоци, и ние и централната власт треба да направиме се за да им овозможиме на локалните власти, односно на локалните самоуправи, нормално функционирање. Потенцирав, треба да започне со работа и повторно ќе речам, ама да започне, заради тоа што, почитувани колеги, и овдека обструкциите на централната власт се евидентни и се соочуваме
како општина секојдневно, меѓутоа во разговорот и со колегите, меѓутоа и со неколку градоначалници, гледам дека тоа не е случај само со Прилеп, туку се пресликува и во другите општини, што велам обструкции. Почитувани колеги, со што се соочуваме ние во Прилеп? Освен ова што треба да се исплатат финансиски средства, Министерството за труд и социјална политика од август месец 2021 година ниту еден човек, ниту еден граѓанин на општина Прилеп нема дозволено да полага за лиценца за воспитувач или за неговател. 10 месеци, значи на ниту еден жител на општина Прилеп не е дозволено да полага за лиценца, а не пак да ја добие таа лиценца. Исто така има еден проблем. Иако во меѓувреме има упразнети работни места, Министерката за труд и социјална политика или Министерството за труд и социјална политика или Владата на Република Македонија не дава согласности за нови вработувања. Значи, градинката, еве, да речеме, ќе започне со работа, меѓутоа ние ќе се соочиме со еден друг многу голем проблем, ќе немаме луѓе кои што ќе треба да ги задоволат потребите за работа на оваа градинка, заради тоа што во општина Прилеп немаме во моментов лиценцирани негователи и воспитувачи. Зошто? Заради тоа што Министерството за труд и социјална политика им прави обструкции на луѓето. Јас се прашувам зошто оваа власт не може да прифати дека е делегитимирана и дека граѓаните тоа го кажаа на локалните избори. Значи дадоа власт на други луѓе, дадоа доверба на други луѓе, го искажаа своето мислење на локалните избори. Централната власт е веќе прочитана, меѓутоа се уште продолжува да се однесува арогантно, мислејќи дека прави штета на градоначалниците и на властите од ВМРО ДПМН на локално ниво. Меѓутоа никако да сватат и да прифатат дека штетата се прави всушност на граѓаните на Република Македонија, во овој случај за кој што јас зборувам, штетата се прави на граѓаните на општина Прилеп. Џабе ќе имаме од септември нов објект, ако ние не можеме да сместиме дечиња во тој објект, затоа што ќе нема квалификуван кадар кој што ќе може да се грижи за овие дечиња. Зошто? Заради тоа што повторно, по четврт пат нагласувам, централната власт прави обструкции на граѓаните кои што се обидуваат да полагаат, да земат лиценца и да конкурираат утре и да си ја вадат платата, а во меѓувреме да се грижат за децата. Знаете каков е проблемот со место плюс барање во буквално сите општини во Република Македонија за во градинките, а ние еве при нов објект каде што има место за 250 дечиња сместување, ќе се соочиме со проблем да нема луѓе кои што би се грижеле за овие деца. Кога го спремавме амандманот, се распрашав и во други општини да видам дали го има овој проблем. Во меѓувреме нови објекти има и во општина Неготино и во општина Кавадарци. Како и во Прилеп, со истото се соочуваат и во општина Кавадарци и во општина Неготино. На ниту еден, Панчо, нема да потреба да ми дофрлате, може да проверите пред да ми реплицирате, не е дозволено да полагаат и да имаат лиценца, а пак на упразнетите работни места или на слободни работни места не се дава одобрение за вработување. Тоа што на почетокот го потенцирав, сега уште еднаш го потврдувам, дека се прави обструкција на централната власт, на градоначалниците, односно локалните власти од ВМРО ДПМН, и при тоа не земајќи во предвид дека всушност се прави обструкција на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.